24 фотели ќе бидат потребни за седниците на новата влада, чие составување се ближи кон финиш. Главното место ќе биде зидниот премиер. По 20 фотели ќе седнат новите министри кои ќе предводат конкретен ресор. Трите преостанати места се за министрите кои ќе немаат ресор. Така ќе изгледа првата влада на Христијан Мицкоски, со 20 министри со ресор и со тројца без ресор. Во распределбата на министерските позиции, коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ како победничка на парламентарните избори добива најмногу – 13 ресори. На нејзино конто одат клучните места поврзани со безбедноста и надворешната политика. Министерството за внатрешни работи, за кое според нашите информации во игра се две имиња. Актуелниот технички министер Панче Тошковски и поранешниот партиски генерален секретар Игор Јанушев. Двојна комбинација се спомнува за надворешни работи и за одбрана. Во едното сценарио, Тимчо Муцунски би бил шеф на дипломатијата, а Александар Николовски цивилен шеф на одбраната. Во второто сценарио, двајцата подпредседатели на ВМРО-ДПМНЕ ги ротираат позициите. За кадровските решенија во овие три ресори, МВР, МНР и одбрана, важен е и ставот на главните земји партнери во НАТО. За потсетување, Наќа Чулев не стана технички министер за внатрешни работи, зашто не доби амин токму од стратешките партнери на земја. Третата подпредседателка на ВМРО-ДПМНЕ, Гордана Димитриевска Кочовска, се смета за сигурна за позицијата финансии. Четвртиот подпредседател, Владо Мисајловски, се спомнува за ресорот транспорт и врски, кој го водеше во една од владите на Никола Груевски. За министерка во новото Министерство за енергетика речиси известна е Сања Божиновска, експертка во областа која во февруари беше кооптирана во извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Со дигитална трансформација, исто така нов ресор, се очекува да управува Стефан Андоновски. Проверени партиски кадри ќе ги преземат и Министерствата за образование и за земјоделство. Пензионираната универзитетска професорка Весна Јаневска ќе биде министерка за образование и сегашниот технички заменик министер Цветан Трипуновски ќе оди во земјоделие. Според најавите, актер ќе биде еден министер за култура, Зоран Љутков, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Слично, спортист ќе менаџира со новиот ресор спорт, поранешниот ракометен голман Борко Ристовски. Се уште нејасно кој ќе биде прв човек во Министерството за локална самоуправа. За потенцијален министер во новото Министерство за односи меѓу заедниците се врти името на Иван Стојковиќ, лидер на Демократската партија на србите во земјава, која е дел од коалицијата Твоја Македонија. Едниот од тројцата министри без ресор ќе биде иден вице-премиер за политички систем. Се очекува оваа позиција додека и Социјалистичката партија и незиниот лидер Љупчо Димовски. Вториот министер без ресор се планира за некој од партиите на ромите кои се во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Влен или вреди како коалиција ќе прокнижи 5 ресори. Тие се животна средина, во чија министерска фотелја се очекува да седне лидерот на демократското движење Изет Меджити, кој би бил и вице-премиер. Потоа здравство, со кој ќе раководи гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари. Социјална политика е ресорот за кој како можен министер се спомнува Фатмир Лимани од Беса, поранешен заменик директор на Елем во времето кога прв човек таму беше Христијан Мицкоски. Со новото Министерство за европски прашања, досегашен секретаријат, според партиски извори, можно е да министерува Адмир Ималити, кадарна алтернатива кој едно време беше министер за информатичко општество и администрација. За Министерството за економија и труд се спомнува Бесар Дурмиши, актуелен председавач на Советот на општина Тетово од редовите на БЕС. Како можна министерка без ресор, која би ги покривала темите за добро владење и отчетност, во игра е Бујареа Бази од крилото на Таравари, која своевремено беше и заменичка на скопската градоначалничка. Околу чеството на знам на кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски во идната влада засега се знае само дека добива 2 ресора. Оној за правда и новиот за администрација. Од завчера со конституирањето на собранието тече уставниот рок од 10 дена во кој председателката Гордана Силјановска Давкова треба да го додели мандатот за формирање на новата влада. Потоа, мандатарот има 20 дена за да предложи предлог, состав и програм за работа на владата. Според партиски најави, таа треба да биде избрана и да стапи на должност до 20 јуни.